Првото прашање доаѓа од Клан телевизија. Јасно е дека маските и ракавиците ќе ги носиме уште некое време. Дали како најголема партија на власт веќе размислувате како да се организираат избори во вакви услови? Повелете. Да, ние рековме првин здравието на граѓаните, па после разговараме за избори. Факт е дека сериозното, одговорно и навремено однесување и преземање на мерки и политики од страна на стручните служби, од страна на надлежните институции и на државата, заеднички со одговорното однесување и почитување на мерките од страна на граѓаните, придонесува да се става оваа криза под контрола. Зборам за здравствениот дел од кризата во овој момент. Тоа значи дека во овој период се намалуваат бројот на новозаразени и се зголемува драстично бројот на оздравени од вирусот, од коронавирусот. Тоа полека го наметнува и прашањето на враќањето во нормала на секојдневниот живот. Тоа значи одење кон едно ново нормално општество кое што ни следи во наредниот период. Тоа не значи дека треба да се олабавиме и тоа не значи дека граѓаните треба да се олабават во почитувањето на мерките. Факт е дека одржувањето на дистанцата, одржувањето на растојанието потребно од 2 метри и дека користењето на заштитните маски ќе останат наше секојдневие и понатак. Тоа ќе биде секојдневие и тоа ќе бидат мерки кои ќе бидат дел од целокупните активности, општествени, партиски, државни, и тоа ќе бидат дел од секојдневниот живот на граѓаните. Тоа значи и во контекст на изборниот процес кој што се наметнува по справувањето со коронавирусот и ставањето во контрола и по намалувањето на новозаразените и зголемувањето на бројот на оздравени, одејќи кон ова ново нормално, секако дека дистанцата, заштитните маски ќе бидат дел од целокупниот овој процес, вклучително и изборниот процес, вклучувајќи и многу други медицински протоколи кои што навистина ќе треба да се почитуваат и ќе бидат дел од нашето секојдневие. Но секако дека почитувајќи ги сите мерки, ние ќе избегнуваме и нема да има масовни собири, ќе се избегнуваат сите групни собирања и се повеќе ќе се користат комуникацијските, дигиталните и електронските можности, алатки и начини на комуникација со граѓаните во целокупниот овој период, вклучително и во кампањата која што предстои. Но пред се, добро е што се намалува бројката и добро е што се движиме кон ова ново нормално општество и нов нормален живот за граѓаните во наредниот период. Благодарам.